Здраво. Се нема видно одамна, знам, јас сум крив, ама и немаше нешто многу да се збори. Премештај, опреми, ти реков, ми рече. Сега сум веќе у крајна фаза на средување на просторот за снимање, така да ќе има поише видео. Еве гледаш како убаво надвор, жешко дворче, лабаво, се чила у двор, се што треба. Ама има нешто пожешко што искочи денеска, што ми стигне на порака. Пред да почнам, нели, фала што си тука, лайк, шер, сабскрайб. Можеш join да направиш на YouTube каналот, можеш на Patreon, што стварно многу ќе ми значи ако го направиш тоа, така да линк у description имаш, направи го тоа, биди добар другар, ако можеш, ако не можеш пак биди добар другар, сподели го ова со многу луѓе, зашто е едно многу побитните работи кои што ги имам начекано. Како што кажува името на видеото, ова е Скалакурница 2. Така да, нели, Скала, јас си го имам мојот стандарден биф, да го кажеме со Скала, кај што ги им правам експозе на нивните скамерски глупи работи кои што ги прават. И со ова денеска мислам дека се надминаа сами себе у тоа колку се патетични, колку се жални. И жал ми е што се толку жални, дека до таму е стигната работата. Можеби на нив ќе треба да им помогнеме на Patreon. А пред да им помогнеме на Patreon, Скала на студентите сега пред завршниот испит на графички дизајн им праќа порака на Viber, у Viber група, и се открива дека Скала има само 15 студенти, така да кога ќе прочитате дека има само уште 4 слободни места, знаете дека 26 души се запишале. Не е битно тоа, е боле квалитет него квантитет, ама тука кај нив нема ни квалитет, нема ни квантитет, за жал. Не знам што да кажам. Тоа што сакам да го кажам е, еве сега ќе видиш тука на екран околу мене ќе си стојат пораките, ќе ги оставам такви да стојат. Скала им вика на своите студенти дека ќе добијат дополнителни поени. Значи дополнителни поени на завршниот испит во Скала по графички дизајн ќе добиеш доколку ти како личност која што треба да студираш таму ќе им ставиш 5-star review на Google. Добро бе, Деки Джолев, Дејане, нема ли бе некое попаметно маркетинг решение, некое креативно решение, зашто си креативен гуру? Еве, нека биде некое друго решение, само нема ми кажаш да го читам Чехов, брат. Океј, ама дај бе смислете бе нешто бе, направете, некоја креативна кампања или некој креативен челендж за вашите студенти да добијат екстра поени, а не бе брат, 10 поени од тестот ги добиваш на Google review. Пази, дури има и категории, значи само 5-star review 1 поен. 5-star review со коментар и со слика 3 поени. Друже, нормални ли сте бе вие бе? Абе вие треба да сте образовна институција у земјава, у држава наша, каква и да е држава, значи дека сме дно дна, ама сме дно дна ради луѓе како вас, мамицата да ви ја изнаебам бе, ненормални едни бе. Бе како бе можете бе, до толку ли е паднато ниско тоа ваше неформално образование и што и да е, до толку ли е паднато ниско да мора да молите, да питачите буквално за ревјуа на Google, затоа што мене ова ми звучи како изнуда некаква. Значи, она буквално како на факултет кога правеле на времето, жешко малце, ама тоа е. Кога на времето што правеле на факултет, купија мојата книга за да добиеш повисока оценка. Истото тоа Министерство за образование и нели Универзитет Свети Кирил и Методи од Скопје, за сето тоа кажува дека нели тоа е нелегално и дека сето тоа треба да се пријави. Па затоа и јас решив да го пријавам овој говнарлук, благо кажано говнарлук од вас, да го пријавам во Министерството за образование. Па да видиме министерката за образование што ќе одговори на овој мејл. Мојот мејл е чисто само да прашам дали е окей да се нуди
да се нудат поени за завршување на финален, на годишен испит, да се нудат поени за да имаш повисока оценка, ама за возврат ја на тебе да ти напишам едно добро ревју на Google, на вашата Google страна. Така да ќе видам што ќе ми одговорат они, а умеѓу време се мислам дали да го кажам ова јавно, ама ќе го кажам кој геве. А секој кој што сака и може, ете, нека го ископира линкот, ја знам дека треба само да го исклучиш, јас ќе го направам истото, еве ти го и моето ревју што го имам стајано кај нив, со една звездичка, така да мислам дека можеби треба да почнеме да ги бомбардираме со по една звездичка, за да нели осетат како е тоа да си идиот, ретардиран. Не знам што е проблемот, не знам дали се распаѓа како академија, ги пратам, за жал или за среќа, за контент ги пратам, последно нешто што видов беше има некој си мастерклас за контент креаторство, дигитален маркетинг, не знам што, не знам како. Имаше, на тоа видов 12 луѓе на сликата што ја видов, имаше 12 на луѓе преку сила, а на постот што им беше на LinkedIn ставен има само една реакција од мене што им се изнасмеав. Значи 7 сати требаше да поминат за еден човек да го примети тој пост и да стисне некаква реакција, и тоа бев ја, зашто беше смешно, да не кажам тажно. Така да, Џолев, ако ти треба помош во врска со оправање на твојата академија, ја мислам ќе ти помогнам за добри пари прво, да се разбереме. И ќе ја направиме да биде боле од Brainstar, зашто очигледно многу сакаш да си го мериш со Brainstar и да те ебам, брат, како можеш да ме натераш да кажам на луѓе дека од двете зла едното зло е подобро. Значи ако нешто Brainstar прави правилно е тоа што не мољака за Google ревјуа на нивната страна. Мислам, јас стварно би сакал да зборам за позитивни работи, би сакал да кажам, ова го направија добро, не знам, water under the bridge, ова е добро, ама не можеш да правиш од лошо, полошо, најлошо, прелошо, да стигнеш до дното и таман да речам, ете го дното, не брат ми, имам подрум од оздола. Значи, дајте бе да му ебам мајката бе. Ало, академија за науки и технологии, скала надоле, брат. Значи, удолница надоле. Скршена скала за луѓето да си ги скршат вратовите. Престанете да правите вакви џупски мизерни работи. Ова е мизерија, бе. Ова е дно дна. Ја ако сум дно дна за многу луѓе зашто пцујам едно друго, ја за вас сум мајка fucking Тереза, бре. Ненормални едни. Значи, не може да имаш толку малце смисла за осет. Не знам што да кажам. Тоа е тоа за ова видео. Ако му е на некој роденден, среќен роденден, се најубаво. Лайк, шер, сабскрајб, знаеш како иде? 5 евра на Patreon, знаеш како иде? Или 10 евра на Patreon, или 50 евра на Patreon, како сакате. Шернете го видеово со луѓе, бомбардирајте ги со лоши критики на Google, останете креативни, останете пред се критички настроени и јавно критикувајте кој што и како кажува во врска со работиве што се случуваат. Нема врска што мене ќе ми пишете, фала што ќе ми пишете за сите ствари, така да мило ми е. Ама гледајте и вие јавно да зборувате за стварите како што доликува, за да може да го вратиме малце достоинството на нашата индустрија и нашата работа. Бидете најболе, ве сакам, ве гледаме. Го монтирам видео у моментов и само сакам едно нешто да кажам пред да пробаат да си го извадат газот. Значи немој да биде, ама тоа беше социјален експеримент. Еве ви го социјалниот експеримент. Лажете, крадете, спиете на покрив, имате вошки у тоа главите и немој многу да дадете гомна, не е социјален експеримент, вие сте социјални морони. Чисто да си знаете.